Почитувани, им благодариме на сите граѓани кои се приклучија и доставија информации и документи на нашата дигитална платформа за борба против корупцијата и криминал МИЦКО. 47 различни пријави за само еден ден. Пријавите се од различни општини, Охрид, Штип, а има и некои информации кои што се многу интересни и за Скопје. Македонија се крена против корупцијата и криминалот. Сите овие информации, документи, докази ќе бидат анализирани, документирани и ќе ја информираме јавноста за секој можен случај. Благодариме за поддршката, заедно сме во оваа борба против корупцијата и криминалот на власта. Денеска антикорупцијскиот тим на СДСМ објавува нова бомба, нов скандал, нови сомнителни милионски тендери. И повторно ќе ја видите истата шема. Фирма со само 3 вработени за период од 2 месеца добива тендери од владата на Христијан Мицкоски од 74 милиони денари или 1,2 милиони евра. Милионски суми, мал број на вработени, фаворити за тендери од власта на ДПМН. Овие факти, почитувани, отвараат сериозни сомнежи за нетранспарентни постапки, фаворизирање коруптивни тендерски шеми, како во досегашните објавени бомби. За која фирма станува збор? Се работи за Sigmoid Group Doyle Скопје, формирана пред само 2 години. Од кого добива тендери? Од Генералниот секретаријат на владата на Мицкоски и од Созара. Двете владени институции, истите две, вмешани во претходните бомби кои ги објавивме. И како во првата бомба, повторно станува збор за IT опрема. Случајно, нели? Еве го првиот договор. Овај договор со Министерството за финансии склучен е на 13.10.2025 година и вреден е околу 60.000 евра. Само после 2 дена има нов договор, склучен на 15.10.2025 година со Генералниот секретаријат на владата, вреден речиси 1.000.000 евра, поточно 980.000 евра. И 6 недели подоцна, на 1.12.2025 година, нов државен тендер, овој пат за софтвер за следење на работни процеси во Созара, вреден околу 76.000 евра. Каква милионска експанзија за 2 месеци? 173% раст на добивка од тендери. Истите шеми повторно. Како е ова можно? Која е близината? Дали причината за тоа е близината на сопственикот на фирмата извесен Ј. Јанкуловски, кој дипломирал на Машинскиот факултет токму на насоката мехатроника и роботика, каде што е Христијан Мицкоски професор? Ова ли е клучот за вртење милионски тендери од власта на ДПМН? Близината со Мицкоски? Антикорупцијскиот тим на СДСМ, почитувани, продолжува. Работата не е завршена. Ви благодарам.